Ако они мислат дека постојат олигарски фирми, сериозни во Македонија, кои што исплаќаат минимални плати или мали плати, а остваруваат енормен профит, стојам на располагање и јас и пратеничката група да најдеме решение и да ги зголемиме тие плати. Меѓутоа, ако мислат дека оние претпријатија кои што се микропретпријатија и мали претпријатија до 9-15 вработени, кои што значат пекари и се она што значи мало стопанство, дека може да издржи еден товар на 60% зголемување на минимална плата, мислам дека мора најпрво тоа да го договорат со нив, а секој договор кој што тие ќе го постигнат, владата ќе го прифати. Кога во време на најголемите кризи, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз понуди на малите и средните фирми, односно компании да владата да субвенционира дел од придонесите. И тогаш ниту еден бизнис не се затвори, ниту една мала фирма немаше загуба, затоа што владата субвенционираше придонесите одреден период и понатаму тоа и разликата помеѓу сегашната минимална плата и она што ќе се постигне, што значи дека тоа иземање, дека дајте нека се договорат работодавците и работниците, навистина малку е несериозно. Со 24.000 денари, еден достоен живот на едно семејство не може да се издржи во македонските прилики. Но, поради тоа сметам дека пристапот за утврдување на коефициенти треба да биде многу објективен пристап и да имаме сите страни да бидат задоволни, бар минималниот. Што ќе се оствари да се намали коефициентите на пратениците и да кажем на избрани минимуми. Дали се решава проблемот во државата? Нема да се решава.